Светскиот ден на телевизијата 21 ноември анализите во оваа технологија и бизнис индустрија ја потврдуваат нивната ненадменлива улога и значење на глобално и локално ниво. Практично ги става во доминантна и незаменлива позиција кога се во прашање мега преносите, бидејќи меѓу другото овозможуваат истовремено следење на програмата на стотици милиони гледачи во сите делови на земјината топка. Уште позначени се врвната технологија и квалитет што телевизиите го нудат во споредба со било кој електронски или друг медиум. Затоа еден од најголемите стручњаци за телевизија, професор доктор Станко Црнобрња, ќе рече дека телевизиите го живеат својот врв од технолошки, информативен и бизнис аспект и дека нивното време не одминува поради интернетот, туку напротив доправа доаѓа. Затоа телевизиите денеска се посилни од било кога. Впрочем, и истражувањата на реномирани институти велат дека довербата спрема телевизиите е доминантна и уште повеќе се зголемува. Особено откако се види дека интернет порталите во силна меѓусебна конкуренција и во трката по читатели лиферуваат непроверени лажни и сензационалистички информации. Телевизиите како класични медиуми се незаменливи во преносите од светски првенства и други мега настани, уште повеќе кај сериската и играната програма, како и во други форми на информирање. Наспроти светските тенденции и состојби во Македонија на државно, регионално и локално ниво, телевизиите во последните 2 години го доживуваат најтешкиот период, но не од технолошки или информативен аспект, туку како последица од политичките турбуленции и законската недефинираност. При тоа посебно на удар се регионалните и локалните телевизии, од кои државата крева раце, откако претходно дозволи хаос во преголемата концентрација, па така сиромашни региони имаат по 3-4 или повеќе регионални телевизии, мали градчиња и рурални општини, по 2 локални и така натаму. Очекувањата на новинарите и на собствениците на медиумите се дека новиот закон, кој е во јавна расправа и за кој се уште има време за сугестии, предлози и измени, може да допре до суштинските проблеми и прашања и да предонесе за подобрување на состојбите во оваа сфера.